викенд. За граѓаните повик да излезат од дома. За кафулињата аларм да се премести некоја маса плюс надвор. За една група активисти знак да извадат гребла, ракавици и метли и да го ослободат градот од наталожената шминка, составена од пикавци, конзерви, шишиња, па дури и делови од мебел и градежен шут. Името на групата е Не биди ѓубре. Никој од нас не е платен за ова. Значи, доброволно го работиме и сакаме да ја подигнеме свеста на народот, на населението, дека не треба да фрла секаде ѓубре, дека треба барем да се обидат со нив, да си го стават во одреден контейнер и така натаму. Значи, примерна улога, мислам дека не е ние да исчистиме нешто конкретно, да чистиме, не е тоа наша работа, ниту сакаме да ја подигнеме свеста на народот, дека треба народот да не фрла секаде каде ќе стигне. Значи, тоа мислам дека е примерно што сакаме да го направиме. Неформалната група за првпат се собра минатото лето, кога социјалните мрежи се полнеа со коментари за ѓубрето во клиничкиот центар. Овие активисти го искористија истиот медиум за да договорат чистење. Сега меѓу нив има актери, спортисти, правници, новинари. Пред неколку дена го одбраа просторот околу македонската телевизија, каде има канцеларии за документи на МВР, а на само неколку стотини метри од дирекцијата на јавното комунално предпријатие Комунална хигиена. Не знам што прават надлежните. Не знам, имаме ли надлежни. Значи, има толку многу ѓубре, што навистина се прашувам дали постојат служби кои се бават со таа тема. Сериозно е. Особено оваа денешната акција, јас сум сериозно во една состојба на шок. Дека даден простор, како овој тука, пред МВР, да може да си дозволи институцијата до толку да биде запоставен, за мене е непоимливо. Мисијата на Не биди ѓубре веќе е инспирација и за други организации. Денес ја искористив можноста да им се приклучам како организација, како амбрела, со одредени наши членови и волонтери. Акцијата е супер, времето е убаво, навистина исчистивме доста ѓубре за жал, меѓутоа, се надевам дека полека и свеста кај нас како граѓани ќе се подигне на повисоко ниво. Работата тој ден траеше околу 3 часа. Енергија за нов потфат дава сликата потоа и покрај обесхрабрувачките моменти, како коментарот на дежурниот полицаец, кој се обиде да објасни дека ѓубрето го донел ветер кој дувнал предходната ноќ. Во изминативе 8 месеци, активистите на Не биди ѓубре низ главниот град исчистија повеќе од 50 локации, со оглед на тоа дека се работи за локации кои што се раштркани низ целиот град и се доста видливи. Логично е прашањето, што за тоа време прават надлежните? Градот се чисти редовно, согласно можностите, така вели директорот на Комунална хигиена, кој признава дека состојбата е далеку од идеална, но и дека оценките на активистите се престроги. Мора да кажам дека имаме доста недостиг на комунални возила, на лица вработени конкретно во секторот оператива, метачи и работници за собирање возачи на комунални возила, меѓутоа излегуваме на крајот. Ние само во текот на 2018 година исчистивме вкупно над 5000 метри кубни диви депони во градот Скопје, што за последните 10 години толку не се чистело. Комунална хигиена може да ја заврши својата работа преку прва или втора или трета смена, но не можеме ние да бидеме дежурни екипи кои што ќе ги следиме граѓаните каде ќе го фрлат отпадот. Додека Комунална хигиена е задолжена да ги чисти последиците, друга институција е одговорна да ги спречи причините за депониите низ Скопје – Инспекторатот на град Скопје. На население од повеќе од 600.000 жители, тие се борат со само 28 лица, 8 комунални инспектори, 4 инспектори за животна средина и 16 комунални редари. Главниот инспектор кој е на функцијата од пред 6 месеци, вели се обидува да се подобрат и со таа бројка. Мајндсетот на инспекторите го менуваме. Значи веќе немаме водност на постапување. Дали сме надлежни, дали не сме, за тема што ситане за сега, секој е надлежен. Доколку не е надлежен, согласно закон, записник ќе се пренесе надлежноста до таа институција што е надлежна и што треба да постапи. Со моето доаѓање тука, значи целиот склоп почнавме да го менуваме. Од воведување на втори, трети смени, значи секојдневни дежурства, 24 часовни дежурства. Така што имаме проблеми во градот, меѓутоа полека се решаваат тие проблеми.
Но вистинското решение Богдановски го гледа во нова служба – комунална полиција. Ке може да казнува погрешно паркирање, значи ке може да реагира доколку имаме палење на јавна површина, доколку некој изфрла дали е комунален, дали градежен смет. Значи надлежностите на комуналната полиција ќе бидат доста големи и таа алка што ни недостасуваше во градот Скопје. Правиме измена и дополна на законот за јавна чистота, каде што не може да биде фрлање на пикавец 50 евра и истурање на камион со градежен шут да биде 50 евра. За комунална полиција и повеќе инспектори се залагаат и активистите, но заедно со повисоки казни за тие што им е тешко ѓубрето да го фрлат во канта. Тој што непрописно фрла ѓубре, мака почнувајќи од пикавец до несовесно фрлање во контейнер и до контейнер, материјално, значи да биде казнет 1000 евра, 1500 евра, да има општествено полезна работа од, например, месец и пол, и таа една друга алка, нели, ако ја пишеш казната, тој ќе најде некој во општина, ќе се јави, за нив пута 2 да биде казната. Значи 3000 евра со 3 месеци општествено корисна работа. Значи тие системи и имам човек во општина ќе ја скине казната, тоа мора да престане. На комунална полиција и на повеќе инспектори веројатно ќе се почака подолго време. До тогаш има полни раце работа и за комуналните служби, но и за активистите. 360 степени направи своја мала инспекција на повеќе градски локации. Сликата е поразувачка. Безмалку секоја населба има своја мини депонија. Не ги направиле ниту комуналните служби, ниту активистите, а особено не ветрот. Не биди ѓубре.